Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 35, 40 или 45 минути, кој колку ќе гледа емисијата, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Порано викавме, почитувани гледачи, удба е наша судба, односно све ни зависи од удба. Сега тоа го модифициравме, викаме коронавирусот е наша судба. И во секоја емисија, без разлика дали е целосно посветена на коронавирусот или е посветена на политика или не геополитика, ние еден дел или еден кутак за спорни тренутак како што имаше на времето, посветуваме на коронавирусот. И сега ќе посветиме одреден сегмент или 7-8 минути на коронавирусот и ќе поставиме неколку прашања, неколку дилеми кои не мачат сите нас, што ќе се случува во иднината. Знаете, кога ќе направите одредена анализа, ваква масовна пандемија може да се случи поради 5 причини. 5 глобални причини, може да има уште милион други мали причини, меѓутоа светска пандемија има 5 крупни причини поради што може да е случено или да се појави таа пандемија на коронавирусот. Да биде создадена во природата, да биде создадена на природен или по природен пат, да биде создадена во некоја лабораторија, да биде создадена по некој вештачки пат, да биде фрлена од некој авион или од небото. Малку веројатно, но еве и таа варијанта можеме да анализираме како масовно заразување поради некои причини, авиони, хеликоптери, така натаму. Има теорија на заговор кој го прати, јас не верувам во тоа, но мораме да ги нотираме сите причини. Преку водата, во најголем дел до пред 4 или пред 5 века, заразите, вирусите преку вода се пренесувале, колери и слични некои работи. И петтата варијанта е преку храната. И не ми се чини, почитувани гледачи, дека е некоја мешавина, дека вирусот е создаден во некоја лабораторија, па е пренесен на одредено животинче, според моите анализи, на одреден лилјак во Кина, направена одредена симбиоза, се појавува во Вухан, кај што е таа 5G технологија најзастапена во Кина, и после се распространува ширум свет, останува пандемија на вирусот. Значи, тоа се 5 елементи или 5 модели како може да се создаде пандемија на вирус во светот. Јас мислам дека е комбинација вештачки создаден во лабораторија, пренесен ке одреден лилјак, заразени одредени кинези и после настанува пандемија на која крајот без малку не и се гледа. И тука ги поставуваме прашањата како ќе живееме во наредниот период. Дали во мај, дали во јуни, кога има тропски горештини, кога има голема влажност, ќе биде уништен вирусот во Република Македонија. Дали ќе ни се врати во ноември, декември, кога ќе биде сезоната на природни настинки, природни вирози, природни грипови. Дали ќе биде најдена вакцина? Дали ќе биде најдена некоја комбинација на лекови? Што ќе правиме? Дали трајно ќе мора да живееме со овој вирус? Дали постојано ќе треба да бидеме во самоизолација, да бидеме дома, да носиме маска? Дали тоа ќе стане наш стил на живот? Тоа се прашања кои не мача. Знаете, дали ќе треба драматично да го смениме нашето живење? Трнете на страна берзи, економија, што ќе се случува на финансиски, на економски план, што ќе се случува во геополитиката. Да се опоставиме прашањето што ние ќе правиме во реалниот, во секојдневниот живот, дали на гости ќе одиме во маски, дали тие маски ќе не штитат, дали одредени лекарски екипи ќе мора 3 или 4 пати годишно да не тестира дали имаме коронавируси. Тоа ќе биде можеби стил на наше живење. Дали ќе бидеме принудени да се вакцинираме? Што се вакцинираме? Ќе има ли нуспојави? Нема да има нуспојави? Каков лек ќе биде најдено? Знаете, кога анализирате Тесла и кога гледате како се однесол ексцентрично Тесла, некаде пред 70-80 години тоа било ексцентризам. Тоа било незамисливо. Дури го сметале чудак, некои го сметале лудак. Тоа е веројатно најголемиот ум кој светот го памти од неговото постоење. Тој човек и тога шетал со маски, шетал со ракавици, не дозволувал поблиску од 1,5 до 2 метра да му се приближуваат луѓе, правел дистанца со луѓето. Тоа значи дека многу големи умови знаеле дека одредени вируси може да ви го нарушат енергомагнетското поле, може да ви го нарушат имунолошкиот систем, се чувале и се бранеле. Тие тоа го гледале пред 70, пред 80 или пред 100 години, ние тоа го гледаме денес. И денес се опоставува прашањето како ние ќе се однесуваме за 2 години. Дали со маски ќе одиме на свадби? Дали ќе одиме на рогендени? Дали ќе бидеме напикани дома? Дали ќе живееме под страх дека ќе ни се појавува 2 пати, 3 пати годишно коронавирус или една за секогаш ќе го уништиме тој коронавирус? Тоа се работите кои не мачат, времето ќе ни ги даде одговорите, сега е тука само важно да ги нотираме тие прашања, а во наредните месеци ќе видиме што де факто ќе се случи со Македонија, со Балканот и со светот. Како ќе се зголемува периодот на карантинот? Можни се 2 процеси, почитувани гледачи.
еден дел на луѓето ќе речат, па зашто ова мораме да го правиме? И ќе сакат веќе тоа да не го прават. А еден дел на луѓето ќе бидат психички скршени, ќе бидат ко по команда и ќе го прават тоа до кога ќе им каже. Знаете, меѓутоа еден дел на луѓето ќе почне да постават некои логични прашања, да барат логични одговори. Тешко вие во медицината ќе најдете логични прашања и логични одговори, бидејќи секоја болест си има некоја своја специфика. И бројот на умрените во една година е растегнат на 365 дена. Како и вирус е проблемот тоа да не би се случи во некои 50, 60 или 90 дена. Например, одредена статистика во светски рамки говори дека 8 милиони луѓе годишно во светот, значи внимавајте, 8 милиони луѓе годишно во светот умират секоја година од пушење. Од тие 8 милиони луѓе што умират секоја година од пушење, 1 милион умират како пасивни пушачи, односно умират поради тоа што некој во неговата или нивната близина пуши и тие се пасивни пушачи. Значи 8 милиони умират од пушење, а 1 милион се пасивни, односно се неактивни пушачи. Овде од коронавирусот нема да умрат толку луѓе. И нели тука се постава прашањето дали луѓето престанаа да пушат? Дали престанаа да функционираат фабриките или тобако индустријата? Дали престанаа да се продаваат цигари? Од сида годишно умират 1 милион луѓе. Па никој не крена паника. Да луѓето седат во стационар, во карантин 2-3 месеци, да крахира светската економија. Зашто тоа сега се случува? Зашто тоа сега вака се прави? Повеќе од 1 милион луѓе секоја година умират од сообраќајни несреќи. Па не престана да функционира автомобилската индустрија. Се прават коли, иако луѓето секој дневно умират од автомобилски несреќи. Зошто баш сега и зошто околу овој коронавирус, околу оваа пандемија све замре? Светот се наоѓа на раб на финансиски банкрот, се наоѓа на раб на психолошко лудило, се наоѓа на раб да се претвориме во едно друштво кое е контролирано на најбрутален начин, како што ние ги дресираме кучињата, седи дома, излагај во 6, намочењите носат во 4, имаш 3 пати на ден јадење, ви се развива Павлов рефлекс. Или тоа се дилемите. Тоа не значи дека јас повикам да не се почитуваат овие санкции, да не се почитуваат, не знам, овие мерки, овие карантини, самоизолација и така натаму, но еден голем број на луѓе, како ќе поминува карантинот, ќе си ги поставаат овие прашања. Ќе се бунтуват против овие мерки. И сега државата ќе треба точно да процени колку е силата, колку е капацитетот, дали тоа може да го издржи. До кога ќе има тврди мерки, кога малку ќе олабави, дали ќе игра на картата страв, дали ќе игра на картата релаксирање, че тоа се анализи кои треба сега во моментот да се направат, меѓутоа луѓето ќе ги поставуваат тие дилеми. И во наредниот период по завршување на коронавирусот, тие дилеми ќе експлодират. Зашто ова мораше да се случи, зашто мораше да се случи на ваков начин? Дали навистина толку луѓе ќе умрат, дали навистина ова е најсмртоносната работа на светот и дали тоа е доволна причина сите ние да прифатиме еден таков финансиски банкрот кој ќе очекува наредните 10, 12, 20 месеци, кога многу фамилии ќе останат без работа, кога многу фамилии ќе останат без екзистенција и кога многу фамилии ќе дојдат на работа на просечки штат. Во изминатите неколку дена прочитав одредена анализа која ме фрапираше, која ме шокираше, почитувани гледачи. Знаете, станува збор за најмокната земја во светот. Тоа се Соединетите американски држави. Кога прочитав со колку респиратори и со колку болнички кревети во интензивната нега располагаат Соединетите американски држави, јас бев фрапиран, бев констерниран. Знаете, ние го критикуваме македонското здравство и со право го критикуваме македонското здравство, бидејќи јас се плашам дека тама можеме да попуштиме. Здравството, фармацеутската индустрија, набавката на лекови кои ќе ни бидат неопходни во наредниот период, дека тоа може да ни создаде сериозни проблеми, бидејќи, знаете, едно е кога има епидемија во Македонија, па може да купите во Словенија, во Хрватска, но ако има пандемија во Словенија, во Хрватска, тоа нема од кај да купите лекови, ќе останат Индија или некои такви банана државички, Кипар и други некои банана државички, кај што можете да најдете лекови со сомнително потекло и тоа може да предизвика сериозни проблеми во Република Македонија во наредниот период, во екот на корона пандемијата, па дури и после корона пандемијата. Меѓутоа тоа е прашање за некоја друга анализа која ќе правиме во наредниот период. Тука, значи, сакаме да го отвориме прашањето со колку болнички кревети и со колку респиратори во моментот располагаат Соединетите американски држави. Имаат 100.000 респиратори. Пазите, 380 милиони луѓе имаат само 100.000 респиратори. Имаат само 50.000 кревети во оделењата за интензивна нега.
To се шокантни податоци. Значи, гледате колку е слабо тоа примарно американско здравство, дека тамо може медицински услуги да добие само тој што има пари. Тој што нема пари во тоа примарно здравство нема шанса да биде лекуван. Ако тамо пукне пандемија на коронавирусот од типот на Италија, па тамо луѓето има да умират како муви, бидејќи не располагаат со капацитети да се справат со тоа. Освен ако сами не го имат нели измислено вирусот, па имате контра лек за тој вирус, имат вакцини или имат лекарства како може да го совладаат тој вирус. Внимавајте, значи, една бројка кој би сакал тука да ја споделам со вас. Годишно во Соединетите Американски држави на интензивна нега се лекуваат околу 4 милиони луѓе. И смртност е некаде 13%, значи некаде околу 4 милиони луѓе со смртност околу 13%. Американското здравство има 100.000 респиратори и само 50.000 болнички кревети во таа интензивна нега. Значи ќе се случи, ако има тамо пандемија на вирус, некој слично сценарио во Италија. Замислите да не може да ги примат сите луѓе што треба да бидат на интензивна нега. Па процентот на луѓе кои мират од 13 да се зголеми некаде на 50 или 80, бидејќи што може да се случи ако здравството колабира. Ако е 12, 13 или 15 минути времето од кога ќе привикате брза помош да ви дојде брза помош, во време на крахирано здравство, нападнат систем, тоа може да трае 50 или 60 минути. Бројот на луѓето кои ќе умрат бидејќи брзата помош не е дошла на време, ќе се зголеми од 13, не знам, можеби на 50, 60 или 70%. Затоа е опасна ова пандемија и затоа тие споредби со собракајни несреќи, тие споредби кои се прават со пушачи, со сиди и така натаму, можеби не одговараат на реалноста, бидејќи овие работи тука се случуваат сега и во овој момент. Као овие други болести, тоа е разлечено на 12 месеци и вие можете да планирате одредени медицински здравствени активности. Значи, ако Соединетите Американски држави се така кревки, се така неоспособени да се соочат со оваа пандемија, тогаш што станува за останатиот свет? Тоа е дилемата. Тоа е оно што треба да не загрижи сите. И тоа треба во наредниот период да ни послужи како патоказ како да ги развиеме нашите здравствени стратегии во Македонија, на Балканот, во Европа, во светот, бидејќи таа пандемија ни покажа дека сме сите на некој начин поврзани ко свински црева. Во еден ден вирусот патува од Италија до Кина и назад. Во еден ден доаѓа од Италија до Република Македонија, па макар и во комбе до Дебар. Тоа значи дека треба да се направи еден цел систем како во оние царински системи, кога стоката влегува на една граница и вие следите дока не ја напушти територијата на државата. Веројатно дека ние сите во наредниот период ќе треба да ја измениме логиката и формата на нашето функционирање, и економски, и политички, и здравствено, тоа е суштината. Тоа се теми и тоа се дилеми кои ќе намачат во наредниот период и времето ќе ни ги даде сите тие одговори. Минатата недела Русија влезе во Италија, војнички влезе во Италија. Помошта на Италија која дојде од Москва и од Русија не од Руското министерство за здравство, туку од Руското министерство за одбрана. Значи Русија и Руското министерство за одбрана стапна и влезе на територија на земја членка на НАТО. Не само земја членка на НАТО, туку една од 6 држави која формираше Европската унија. Тоа е таа нова геополитика. Ако 1990 година се распадна Варшавскиот пакт, се распадна Советскиот сојуз и НАТО пактот дојде до самата граница на Русија и беше воспоставена на нова геополитика до пред неколку недели или до пред една недела, сега Русија за прв пат после Јалта стапнува на територија која не и припадна со Јалта. Русија сакаше Италија и Франција да и припаднат со Јалта, форсираше одредени комунистички движења. Франција и Италија беа мек стомак, кај што можеше комунистичкото движење да победи на одредени избори да стана дел на комунистичкиот лагер. Тоа не се случи 45-та, 46-та, 47-та, 48 година, се случува сега, 2020 година, руска чизма, после 70 години стапнува на територија на Италија. Како НАТО ќе реагира на тоа и која ќе биде еднината на НАТО? Тоа се клучните поенти. И што всушност Русија сака да покаже со сето тоа? Гледате, во Италија масовно се води кампања против Европската унија. Внимавајте, Италија е земја која има формираната Европска унија. Се симнот европски знамења, се стават кубански, се стават кинески, се стават руски знамења. Што тоа треба да значи? Каде ќе оди таа нова геополитика? Дали е тоа крај на Европската унија таква каква што ја знаеме? Дали е тоа почеток на нека нова Европска унија? Дали Русија ќе ги искористи своите 5 минути? Дали Кина ќе ги искористи своите 5 минути? Тоа се клучните дилеми. Со Миодраг Зец, значи тој е професор на Филозофскиот факултет во Белград, експерт по економија, меѓутоа е екстремно интелигентен човек, екстремно интересен човек. Имаме едно одлично интервју, трае некаде околу сат и пол, ќе го објавиме кога ќе заврши пандемијата на вирусот со корона, меѓутоа тука на тема што се случува со Русија и во кој правец ќе се движи Русија. Неколку минути ми одразен на тема што ќе се случи со Русија.
Putin i Rusija? Kako da je definirane? Pa Putin se morao desiti Rusiji. Rusija je specifična zemlja, to je takozvana, to je Marks govorio orijentalni, to je azijski način proizvodnje, to je jedna orijentalna, to je jedna despotija. I to je prirodno stanje Rusije. Ja prosto mislim da Rusija ne bi ni mogla da funkcioniše, ona funkcioniše kao prosvećeni apsolutizam. I vi kad pogledate rusku istoriju, ona je u stvari jedna uvijek autoritarna država. Ona je autoritarna država od Ivana Groznog, pa Petra Velikog, pa Staljina, pa vamo tamo, pa Putin. To je jedna autoritarna država. Tragedija Rusije, kad na njeno čelo dođe prosvećeni autokrata, onda ona skoči gore. Kad dođe neprosvećen, ona propadne. Znači, ona nema institucije. Institucije su, to je taj način vladanja. Da li bi ona mogla biti demokratija u nekom zapadnom smislu? Ja mislim da i čak i ne bi mogla. Ili je to toliko ogromna jedna država, pogotovo Sovjetski savez ne bi mogao biti. Ajde sad je Rusija kompaktnija na neki način, ti možeš to da usaglaš, tako dalje. Isto je pitanje da li Kina uopšte može biti demokratija. Da li bi ta demokratija koju mi kitimo raznim epitetima, a ne čitamo šta je Platon rekao o demokratiji i tako dalje, pitanje da li bi Kina može biti demokratska država. To je pitanje. Ali ono što je problem nas, da se vratimo, prirodno je stanje da Rusija bude autoritarna država. Prirodno je stanje da se Putin vozi oklopnim automobilom kroz Moskvu ili helikopter. To je prirodno stanje. Kao što je prirodno stanje da švedski kralj ide biciklom ili srpski predsjednik ide biciklom ili makedonski, a ne da se vozi u blindiranom Mercedesu. Znači, mala zemlja mora biti demokratska, mora biti socijaldemokratska, mora biti otvorena i transparentna. Mala zemlja, mi se znamo. Ova velike, ogromni aglomerati, to vrlo poželjno funkcioniše kao tiranija. Ako je prosvećena, idu naprijed, ako je neprosvećena, ide nazad. Prosto je to drugi model. Tragedija Balkana je što hoće i makedonski premijer da se ponaša kao Putin, što hoće srpski kao Xi Jinping. Pa ne može da se ponaša, prosto nije prirodno. Do ovaj moment, ako je isključime Kina kako neevropska država, 3 evropske državi se najmnogo pogodeni od koronavirusa ili pandemijata sa koronavirusom. To je Italija, to je Francija i Španija. Delumno i Germanija. 3 od tija 3 državi su osnovači na Evropska unija. Španija ima jedinstveno potencijal nadvor od ove 3 državi, iako Velika Britanija ne je členka na Evropska unija, da bide jedan od liderite na Evropska unija i na NATO sojuzot. Neki ga analizirаме сите овие држави кои се погодени со коронавирусот и можните геополитички и политички експликации и импликации од целото ова што се случува. Значи, една по една ќе ги анализираме овие држави и самите ќе доаѓаме до заклучоци и до одредени геополитички анализи. Шпанија и Италија се најзасегнати од коронавирусот. Станува збор за две исклучително кревки, исклучително геополитички нестабилни држави. Шпанија, например, е првата држава која откажува послушност на НАТО и не сака да учествува во одредени акции во арапската пролет, не сака да учествува во одредени акции во Сирија и одредени бомбардирања во рамки на структурата на НАТО сојузот. Па се случува оние железнички несреќи во Шпанија, па пад на шпански влади, по одредени турбуленции во Шпанија, па бегалски мигрантски кризи, и Шпанија е еден доста кревок геополитички играч. Слична е ситуацијата и во Италија. Италија 44-45 година не стана комунистичка држава, бидејќи тогашните Соединените американски држави и американската политика го испратија Лаки Лучано. Лаки Лучано и неговата мафија со шверцот на Лаки Страйк цигари успеа да ја кренат италијанската економија и да спречат Италија да стане нова комунистичка држава. Тоа се двете нестабилни држави. Шпанија е под диктат или диктатура на Франко и станува членка на НАТО сојузот и на Европската унија дури после смртта на Франко, тоа некаде 76-77 година, по доаѓањето на кралот и кралското семејство, кој сега се соочува со одредени турбуленции, исклучен од наследство, нема финансиски средства и така натаму и така натаму. Меѓутоа, Шпанија заедно со Португалија и со Грција, Шпанија и Португалија после падот на Франко и после падот на диктатурата на Салазар, Грција после доаѓањето на Карамалис на власт во Грција, стариот Карамалис, не овој младиот Карамалис, станува членка на Европската унија некаде во текот на 80-тите години, значи се многу кревки држави, а Италија и Франција секогаш беа мек стомак. Секој Советскиот сојуз имаше силни упоришта и во Италија и во Франција. Тоа беа Комунистичката партија на Франција, предводена од господинот Марше, и Комунистичката партија на Италија. Комунистичката партија на Франција и на Италија некаде 40-те, 50-те години на минатиот век беа можни победници на изборите. Се правеше
пробуваше све, се праве најразлични коалиции и комбинации тие да не дојдат на власт. Беа втора, трета по сила политичка структура или политичка партија, меѓутоа никош не може да ги формираат владите. Со тек на времето прерасна во социјалдемократски партии. Меѓутоа Франција, Шпанија и Италија се клучни држави и тој мек стомак кај што може да се пенетрира. Ако некој сака да ја располучи Европската унија, ако сака да зададе удар на тоа јужно крило на НАТО, кое е најнестабилно во рамки на НАТО структурата, треба да удри токму на овие три држави. Тоа е Шпанија, тоа е Италија и тоа е Франција. Така да кажете дека Трамп и Путин ќе пуштат Европа низ вода? Pa ne, u tom smislu će stvari da je, jer ono što je evidentno, to je Putin ne odgovara da Evropu Trump zgazi. Jer tog momenta u stvari onda Putin nastoji, zato on kaže bezbednost od Urala do Portugala. Znači Putin zato nastoji da spasi Evropu od pokroviteljstva, recimo razaranja od strane Trumpa. Jer Evropa ima ekonomski potencijal, tehnološki potencijal, industrijski potencijal i tržišni potencijal, a Rusija ima sirovine. Sad spoje sirovine, beskrajni resursi prirodni, ruski, sa tehnologijom Evropske unije. Znači, do momenta, znači, Amerika će biti pomerena na Atlantik, na tu stranu gde sad postoji. Sad postoji stvari za to. Trump i Amerika nastoji da, kao što videli sami, da uništi Evropu svaku cenu. Франција има дополнителни проблеми, почитани гледачи, оние внатрешни проблеми. Тоа не се финансиски проблеми, тоа се повеќе културолошки проблеми. Крахираше францускиот модел да може да ги амалгира, да ги стопи сите културолошки разлики помеѓу доселениците од Магреб, тоа е, не знам, Мароко, Алжир, Тунис, и овие црнци или овие црномањести луѓе кои се доселени од Африка или таму кај што биле француските колонии. Франција не сакаше да го прифати моделот на Америка или ониј Харлем модел кај што има одредена сегрегација на белците и на црнците. Црнците живеат, не знам, на Харлем, а белците живеат во Манхетен и тие не комуницираат помеѓу себе. Франција сакаше да ги амалгира, да ги спои овие различни културолошки, економски групации и така натаму, да ги направи французи кои горди ке се што живеат во Франција, ке можат заеднички да комуницират, да одат во исти училишта, да работат заедно, да може да посетат изложби, така натаму и така, значи да бидат дел на една француска држава. И крахираше тој модел во Франција. Последните неколку години се случува масовни протести, па дури убиства, па дури криминалитет и така натаму и така натаму. И Франција разорена однатре, не успеа нивниот модел. Не успеа да направат модел кој ќе биде различен од Харлем. Па дури Харлем сега е многу повеќе социјализиран и стопен со други дел на нив, во што се овие квартови во Марсеј, во Париз, кај што живеат доселеници од Магреб или кај што живеат црнечко население. Франција не успеа тоа да го направи, затоа е кревка држава, затоа позицијата на Макрон беше многу слаба, беше многу лоша. Па дури се предпоставуваше дека после победата на Трамп во Соединетите американски држави со помош руска може да победи Ле Пен. Се сеќавате каква кампања водеше Сорос кога беа изборите во Франција? Всушност целата машинерија на Сорос се стави во одбрана на Франција во победата на Макрон. Се велеше дека ако Макрон изгуби, тоа ќе значи крај и крах на Европската унија. Не се случи во Франција, се случи во Велика Британија. Меѓутоа, со помош на Сорос не победи Ле Пен, фаворитот на Путин, фаворитот на Русија, па дури фаворитот на Трамп. Всушност Сорос и структурата на Сорос не сакаше во Франција да се случи реприза на сценариото во Америка. Таму победи Трамп, наспроти мобилизацијата на целиот естаблишмент тој да не победи. Во Франција победи Макрон, наспроти целосната мобилизација да не победи Ле Пен. Меѓутоа Франција ги има тие внатрешни проблеми, тешко ги решава тие внатрешни проблеми и по знак на прашање се доведува начинот на функционирање на Франција, на француска социјалдемократија, со силни синдикати, со национализирани компании, со мокна држава и со една национална гордост, веќе не функционира. Иако е Франција единствена нуклеарна сила во рамки на Европската унија, Франција нема таа мок, нема тој потенцијал. Кревка е, без Европската унија, Франција веќе не спаѓа во редот на 5-6 најразвиени држави во светот. Европската унија во моментот е клучна за Франција, кислород е за Франција. Ако сака Франција да биде голема сила, тогаш Франција мора да биде дел на Европската унија. Значи Франција ќе прави се и се што да ја спаси Европската унија. И тоа се тие 4 држави кои се кревки, вклучително и Германија, значи или заедно со Германија, и кај тие 4 држави ќе се случува турбуленција во наредниот период. Тамо ќе пробуваат да делуваат и американците, тамо ќе пробуваат да делуваат и русите, тамо ќе пробуваат да делуваат и кинезите. И всушност турбуленциите во Европа сега нема да бидат најмногу на Балканскиот полуостров или нема да бидат најмногу во овие кризни жаришта како што беше изминатите 30 години, туку биде напротив во најразвиените земји членки на Европската унија. Значи, ако добро ве разбирам, Германија ќе биде на удар. Da. Бидејќи 41% од тој природен газ
koji se nosila zapadna Evropa, pominuo preko Germanije. Sad vidio, još jednu sad dopunim, to je vrlo važno, znači, šef Severotoka 1, Gerhard Schröder, bivši kancelar Nemačke, hoće biti šef i Severotoka 2. Znači i na Severant tok To 1. 2 bit će i on, opet šef. Znači povtorno Gerhard Schröder. Tačno, to je bivši kancelar Nemačke, koji je najbližih prijatelja od evropskih državnika, bivši i sadašnji. Putin ima samo 2, ima Berlusconija, ima Schrödera. I jedni od i drugi bili su oboreni od vlasa. Tačno tako. Sad, instant je taj deo priče, znači sad Rusija kontroliše prirodni gaz, koji u stvari nemerljivo, znači jeftiniji i zdraviji od gaza i škriljaca koji se koriste, recimo, američki taj, ili recimo bilo koji drugi gaz. Znači, najbolji prirodni gaz je taj koji dolazi iz Rusije. Kina je na udar, to je ta ekonomska dominacija, koja trebaše da se posilna i posilna. Da. Probao da se napravi žarišta Hong Kong, probao na drugi delovi u Kini, tako natamo, to teško. Da, to nije uspelo. I Ujguri, oni muslimani u Kini, tu nisu uspeli. Не успеа. Сега се ево ова приказна со короната. Да. Најмногу погодена во Европа е Италија, кај што кинезите и посебно делот на северна Италија, не Сицилија, доле јужна Италија, туку северна Италија. Индустријска Италија. Кај што влегува кинезите во Дженова, кај што влегува во Трст, во многу пристаништа и така натаму. И ќе биде Турција, ќе видиме што ќе прави Турција со бегалците. Така да состојбата не ни е баш најсјајна тука на Балканот. Балкан у stvari, ja mislim, mogu pomisliti, čekaj teška vremena. И да се вратиме на руското присуство во Италија. Руска чизма минатата недела стапна во Италија. Ништо веќе нема да биде исто, почитувани гледачи. Во Италија е базата Авиано, тоа е во северна Италија, во областа Фриули, тамо близу некаде до Венеција. Всушност базата Авиано беше клучната база од каде што американците ги правеа сите своји акции. Не само на Балканскиот полуостров, туку во делот на Африка. Например, НАТО бомбардирањето на СР Југославија во најголем дел, повторам во најголем дел, одеше преку базата во Авиано. После Втората светска војна, кога се уште не беше расчистена или дефинирана границата помеѓу тогашна СФР Југославија и Италија, сите копија се кршеа околу градчето Трст. Па дури престоеше британски предлог Трст да биде во форма на Хонг Конг, или тоа што е Хонг Конг во Кина, тоа да биде Трст, некаде на пола пат помеѓу Италија и помеѓу тогашна СФР Југославија. Ние на таа тема разговаравме со Јоже Пирлевец некаде пред 4-5 месеци, не дојде време да го емитуваме тој интервју. Тогаш беше направен тој модел Трст да биде Хонг Конг на Балканскиот полуостров. Всушност да биде таа офшор зона, пристаниште преку кој ќе се прават сите тие пари, танге, франги, така натаму, ќе има таму разузнавачки структури, тоа што подосна стана Виена, сите разузнавачки структури ќе биде кој некоја Казабланка, ќе се прават црни пари, ќе има разузнавачки структури, ќе функционира како Хонг Конг, ќе има банкарски систем. Не се успеа во тој модел, зашто не се успеа на тема или на таа тема со Јоже Пирлевец. Ние снимаме тука во Трст. Да. Трст за жителите на поранешна Титова Југославија имаше многу битно значење. Доаѓавме тука да купуваме фармерки, да влеземе во Западот. Трст вие Скопје е една од најдобрите серии кои ги има снимено македонската радио телевизија. Значи Трст беше тој наш прозорец кон светот. Да. На крајот на Втората светска војна, македонските партизани протестираа: не сакаме на Трст, сакаме на Солун. И долго време му замераа на Тито. Mislim. Долго му замераа зошто Трст, Da. а не Солун. Znate, v istini, mi Slovenci i vi Makedonci smo jako slični. Zašto? Jer v Drugom svjetskom ratu smo mi dobili državnost. Mi smo dobili svoj historijski identitet. Srbi su ga imali, Hrvati su ga imali, Crnogorci su ga imali, a mi nismo ga imali i vi ga niste imali. A imali smo iste ambicije. Vi ste željeli da združite cijelu Makedoniju i da dođete do Soluna, a mi smo željeli da dođemo do mora. I nismo mogli si predstavljati da će biti dostop do mora drugdje gdje u Trstu. Jer skozi stoljeća smo živjeli s Trstom. O Kopru nije niko znao ništa. Koper nije bio ništa, bio mali gradić, bez pomena. Tako da v ovom smislu je bila ta naša ambicija, naša i vaša ambicija
mislim, jako razumljiva. Tito nije zaboravio, znate, Makedonije, nije zaboravio Makedonije, ali naravno v ovom času bilo je potrebnije više graditi na Trstu nego na Solunu. Gledajte što se slučilo сега со Италија и со Германија. Тоа се држави формирани 1848 година. До тогаш постоje мали кнежества, мали државички, кои дури помеѓу себе војува и во Италија и на територијата на Германија. И нели тука се поставува прашањето што ако поранешна СФР Југославија или Кралството Југославија или Кралството на Срби, Хрвати и Словенци наместо 1918 година се формираше 1948, односно 1848 година, веројатно сите ние ќе бевме југословени, како што италијаните се италијани, како што германците се германци, бидејќи северот и југот на Италија имаат поголеми разлики отколку Словенија и Република Македонија. Гледате како историјата некош може да оди во еден или во друг правец. Германија и Италија формира држави 1848 година. Тоа е направено од помали државички кои меѓу себе војува. Југославија формирана 1918 година, Југославија веќе не постои. Германија и Италија се една од трите клучни држави на Европската унија кои сега се соочува со најголемата криза од своето формирање. Пред две емисии кажавме дека сега светот функционира со две суперсили, тоа се Соединетите американски држави Кина и две големи сили, тоа е Русија, Руската федерација и Европската унија. Мене ми се чини, почитувани гледачи, како да постои модел светот да функционира со три столба, со три играчи. И договорот во Јалта е направен со три играчи. Таму не беше Франција, Германија беше поразена, таму беше Велика Британија, таму беше Америка и таму беше тогашниот Советски сојуз. Ми се чини дека и сега во таа нова Јалта, како да нема место за Европската унија. Дел од европските држави по секоја цена ќе се бора да постои Европската унија, бидејќи само преку Европската унија тие се големи држави. Тоа е и Германија, тоа е и Франција. Дилемата е каква Европска унија се сака. Дали Европска унија на граѓани или Европска унија на нации. Ако се оди на варијанта Европска унија на граѓани, тоа е моделот на Сорос. Тоа се мигрантските кризи и промена на културолошката и етничката структура на Европската унија. Ако се прифати моделот Европа или Европска унија на нации, тогаш е тој моделот на Салвини, моделот на Орбан, моделот на Ердоган, моделот на Путин и моделот на Доналд Трамп. Значи конфликтот ќе биде во Европа. На Америка не ја одговара ваква Европска унија, бидејќи ваквата Европска унија е бастион на Сорос. Затоа американците прават све таква Европска унија веќе да не постои, да биде редефинирана и да биде редизајнирана. Русија сака Европа, бидејќи се плаши од Кина и сака со Европа да направи Евразија, односно од двете големи држави или од двете големи сили да се направи една нова суперсила која ќе може да им парира на Кина и на Америка и кинезите сакат Европа, бидејќи таму завршува патот на свилата. И така светот се подготвува за нова Јалта. На таа Јалта би требало да учествуват три најмокни суперсили, Европа и Русија можеби заедно, да имат едно столче на таа нова Јалта, Америка и Кина. Всушност на таа нова Јалта ќе треба да биде направено тоа што беше направено 45-та година. 45-та година ние на Јалта изгубивме Егејска Македонија. Ајде да видиме сега како ќе поминеме на таа нова Јалта, кога ќе се прекројува светот, кај што нема да има победници и победени, кај што ние ќе зачекориме во еден нов свет, во една нова ера, подобро или полошо од сегашната ќе видиме, меѓутоа неминовно е формирање или на некој начин организирање на нова Јалта. Таму на таа нова Јалта, сега како субјект на масата, на местото на Велика Британија, ќе се јави Кина. И јас барав да видам што се деси и да одив до еден документ. Би рекол приватно, не можам да ви речем званично. Видов дека тоа е наредба на Карделј да македонците не се пуштат во Југославија или да само помират. Затоа што немаме со што да ги храниме. Во истото време Карделј е тогаш министар за надворишни работи. И заменик на Тито беше. Да. И тој се и повикува дека Тито тоа го рече, али не знам дали е така. Во истото време 30.000 шиптери од албанци, извините. Албанци влегуваат на Косово и во Македонија. И за нив има храна, а за егејски македонци нема. Тетка ми кажуваше и баба ми како тоа беше, дека жените идеа до граница македонско-грчка, сада тогаш беше југословенско-грчка, и децата ги од 6 месеци и 2-3 години ги фрлаја од таа страна. Затоа што знаеа дека кога ќе се вратат дома, ќе ги убијат овие другите противници борат. Значи Карделј не дозволи Карделј македончињата да останат. Карделј ги има земено на душа. Затоа 30-40 колку 50 12.000, 14.000 признава грчка црква. Да.
Naravno, ti vera дека се Грци, па грцки државјани се. Да. Не се... Така е, родени се тамо. Па родени се тамо, наравно. Али се македонци. Така е. И славени се, славјани се. Значи, Грчка црква призна 14 000. 14, а ние тврдиме 30. Да. Најмарце. Да остане во Македонија, то што Ке него 30.000 души ке имаме. 30 души плюс пород, плюс Плюс пород, генерација све и така живи, натаму. така. Значи немаше 25% да разговараме за 10%, Да. за 10%. И тоа е еден злочин кој го има карден на душа. Кога го реков, јас и објавија во вестници. Сака да ме гонат, тогаш па се предумислив. Судски. Судски. Двете суперсили, Кина и Америка, функционираат на ист начин, почитани гледачи. Кај тие големи суперсили нема емоции, има само интереси. Ние имаме ситуации кај што едните и другите работеле во наша корист или на наша штета. 1999 година, кога Васил Топурко се го призна Тајван, се сеќавате каква беше реакцијата на Кина. Се повлекоа силите на УНПРОФОР и на УНПРД од границата помеѓу Македонија и Косово и се смета дека тоа е една од причината за влез на структури на Косовскиот заштитен корпус во време на кризата 2001 година од територијата на Косово на територијата на Република Македонија. За американската политика сме збореле многу пати. Знаете дека таа американска политика не познава вечни интереси, туку познава само краткорочни интереси. И секој кој не ги почитува интересите на американците, завршува така како што завршува. Значи велам, тие големи суперсили немате емоции, имат само интереси. Или ќе ги почитувате, или нема да ги почитувате. Пред 2 недели падна косовската влада. Втора косовска влада во период од 12 месеци, кој не сака да има војна по Косово и на Балканот, кој е соборено од Сената, соборено страна на американците, од страна на русите и покри противењето на Европската унија и на Германија. И сега се отвара тој домина ефект. Ќе се отвори на Балтикот, ке Балтичките републики, кај што има повеќе од 30% руско или советско население, Абхазија, Осетија во Грузија, Приднестровје во Молдова, можеби и на Балканскиот полуостров и клучно ќе биде во Кипар и во Каталонија. Во Кипар Турција ќе сака да дојде до обединување на Кипар и да ја скористи таа своја геополитика за да може да има доминација на Кипар и ќе видиме што ќе се случи во Каталонија. Клучно ќе биде што ќе се случи во Каталонија, бидејќи ако се отвори домино ефектот на Косово, Шпанија и Каталонија може да бидат следни на удар. Многу пари се трошат на овие хибридни војни, почитани гледачи. Шарени револуција во Македонија, шарени револуција во Хонг Конг, отпор во Србија или рушење на Слободан Милошевич или сега финансирање на руски ботови. Значи многу пари на таа тема со Никола Сандуловиќ, тој човекот кој прв ја отвори она афера дека Никола Груевски може да се наоѓа во куќен притвор во Унгарија, пред 1-2 недели беше уапсен во Србија од страна на Александар Вучич, кажуваше работи веројатно кој не сакаше да ги слуша Александар Вучич и господинот Милан Веровиќ кој беше шеф на обезбедување на Зоран Џинџич на тема колку пари американците или русите трошат на овие нови форми на хибридно војување. Мора да вратам. Тоа е поента. Околу на прислушкување. Велите центарот е во Македонија, го контролира Вучич. Овие комуникации кои поранешните македонски власти ги има со Израел, дека наводно два системи за прислушкување се купени од Израел, дека еден е официјален, еден е неофицијален, кој се уште работи, вела дека постои и трет, дека уште два системи надвор од легалниот постојат во Република Македонија. Каква е улогата на Израел во целиот тој процес? Велите, 3 столба се на вашата политика, Вашингтон, Лондон и Тел Авив, веројатно знаете во Израел. Продаде ли Израел таква опрема за прислушкување во Република Македонија? Па продају, они у принципу продају и тоа има и тоа е имао и Тадич е имао свој паралелни со Шутановцем, они су тоа радили, прислушкивали со своје политички опоненте, тиме су се служи, али пренебрегли сте едну веома важну ствар. А тоа е да е присуство руских обавештени служби, информативnog карактера везано за вас, е и текако присутен у Македонија. Руските? Апсолутно. Немојте уопште да имате сумњу. Помпео. Никад не е било толико присуства руски обавештени служби него као сада код вас. Помпео тоа го кажа минатиот октомври во Охрид, кај што рече немојте да дозволите руски ботови да ја водат државата, туку македонски патриоти. Знаете колико руска служба одваја на годишни ниво за Балкан што се тиче тих фейк ньюз и така дали? Не. Не. Милијарда. Така е. Тоа е годишње кои они одвајају да би се вршиле фейк ньюз. Ваша највеќа опасност долази со те стране. Немојте да имате уопште сумњу да е 1 милијарда. Да, тоа е ништа во односу на оно што треба. Значи, ви требате тога јако да се која би била целта конечна на Русија ако одвојувате 1 милијарда за Балканот, нели? За тие социјални ботови, Facebook ботови, за правење на лажни вести и така натаму. Која би била крајната цел на Русија? Крајни цилј? Да. Крајни цилј нам е позиционирање руских ракетних система кои треба да буду пандам
bonstilu i svega onog drugog. Od koga datirat prvite relacije, kontakti na Slažem Đinđić se, ali su ovdje Legiji? bi, ako dozvolite, samo dopunio se još jednom vrlo važnom stavkom koja bi bila možda na prvom mjestu, a to su zapravo pomoć sa strane i strane obavještajne službe, odnosno njihovi interesi. Ovdje, znate. Mi smo 2000. godine, Nikola Vrzić i ja, koji smo objavili knjigu Treći meto i politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, gdje smo do detalja opisali slučaj ubistva Zorana Đinđića koji se vodio pred specijalnim sudom, gdje smo dokumentovano sve to, kažem, objavili. Jednim delom se obratili tim događajima koji su prethodili promjenama 5. oktobra. Podrškata na međunarodna zajednica. Tako je. Dakle, nikakva tajna nije o tome, tadašnji ambasador Amerike, Montgomery, govorio javno da su Sjedinjene Američke Države 99. budžetsku godinu 99. na 2000 tu planski izdvojile $41 milion za pomoć svrgavanja režima Slobodana Miloševića u Srbiji. Što, slažete se, nije zanemarljiva... To nije mala para. Nije zanemarljiva para, a s druge strane, kada to izjavi jedan ambasador jedne države, to znači ima zaista jednu težinu i očekivanja koje su oni imali zapravo su izneverena. I niko u tome nije želeo ili imao hrabrost ili ništa drugo, da pronađe i raspertla možda neki mogući motiv, znate, jer ako ste vi uložili u nešto s nekom namjerom, da on je doslovce, sad ću i vašim gledalcima tada reći, izneo činjenicu da je, obzirom da je State Department i uvažio svrgavanje Miloševića sa tolikim novcem, pomogao opoziciju, dao jasne planove, logistiku ili ne znam šta već, oni su očekivali da će Zoran Đinđić, koji se u međuvremenu iskrunisao u vođu cele te pobune i nosioca svih tih promjena, da će on slepo slediti interese pre svega Amerike. Znači, mislite bili razočarani? Amerika je bila razočarana, da. Ja sam Vasko Evtov, obješte emisията во Център. Ние се гледаме во недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо. Каде и да си.